Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш. Јас сум Драган Милосављевиќ. Горан Момировски е отприлика на 1 метар и неколку сантиметри од мене. А вечерва наш гостин, наш и ваш се разбира, е професор доктор Орце Симов. Добра вечер. Добра вечер. Професоре, веднаш да кажеме, вие не сте било кој професор доктор, вие сте професор делегатор инженер по Јесте професија. професор, има многу професор, да. Сега последниот 15 IT експерт, председател на ИКТ комора, тоа е комората на информатички, технички, информатички, комуникацијски технологии. Значи човек со едно импресивно CV и господин кој што и тоа како се разбира во пред се безбедноста на системите со кои што ние сите се занимаваме, односно со компјутерските системи. Драган, извини само. Нешто разбрав, мора да го прашам професорот веднаш на почеток. Дали е точно дека во средно училиште, 16-17 години, вие сте го направиле првиот програм на кој што работел тогашниот рудник во Македонска каменица? Ова го слушна вака неформално и рекол, ќе доја професорот ќе го прашам. Дали е точно ова? Да, точно е. Тоа беше јас кога бев в средно училиште, 89-90 година, тогаш работев прв софтвер кој што имам и заработено одредени средства од него. Тој софтвер беше изработен во Pascal, имаше собствена база на податоци која што јас ја направив, не користеше некоја од постоечките бази на податоци кои што сега ние ги знаеме и се однесуваше на јавномерска служба или служба која што се грижи за тоа да ги измери или да ги дефинира точките и правците во како да се копа и во кој правец да се копа за да дојде до одредено рудно тело. Во рудникот во Македонска каменица. Да, во рудникот. Тоа го направите во средно училиште. Да. Во пранешна Југославија. Па добро, мора да сте биле многу самоуверен сега овака како да го објасниме. Или бил професорот гениален. Да се осмелите да им направите, ако затоа што колку што знам во рудник не смее да има грешки. Таму се работи за човечки животи, таму се работи за динамити, за експлозиви, за... Не сум многу самоуверен, стално проверувам нешто што и како го проверувам една работа и за која што сум сигурен од повеќе страни. Инаку, да, тоа беше прилично комплициран софтвер, затоа што и во тогашен разговор сега, како што се сеќавам со директорот на рудникот, ми беше посочено дека 1 метар погрешка ископан тунел во рудник чини 1000 марки, така што мојата програма, ако погрешно пресмета и ископа 100 метри, тоа би било штета од 100.000 марки. Што потоа вие би требало да ги вратите, претпоставувам. И мене малце страф ме фати од таа работа, така што максимално внимание имам обрнато на тој софтвер и тој функционираше таму долго време, најмалку десетина години. Ова се зборуваме во време кога ние не знаевме што се компјутери. Ова зборуваме 88-9 година, рекол. Да, во тој период имаше Commodore 64, тоа Spectrum 48 исто. Spectrum 48, Commodore 64, тоа беше програмирано со Turbo Pascal, немаше Windows во тоа, имаше Windows, ама не беше застапен толку многу, се користеше DOS оперативниот систем на Microsoft, тоа беше текстуална програма, немаше графика, со Turbo Pascal беше работена и таа програма, уште го имам сорсот од неа, има над 30.000 линии програмски код, кои што секоја линија сама е пишувана, не е како сегашните интегрирани развојни околини во кои што многу голем дел од кодот самостојно се пишува. Таму требаше... Вие пишувавте 30.000 линии? Да. Значи, не само што сте гениален, туку сте и многу трудолюбив, ова да се направи, предоставам дека ноќи. Но добро, ова е може би за некоја прилика, ќе правиме за вас како експерт. Добро, професор, специфична емисија. Па, тоа би било добра идеја, веројатно да ни раскажувате малку приказни од минатото, од почетокот на вашата кариера во времето кога компјутеризацијата беше нешто речиси непознато, јас не можам да зборам за себе. Да, тогаш немаше интернет, немаше Windows. Сосема други времења, апсолутно. Апсолутно, кога Горан морал да се јавува дома од јана, во не знам, преку 5 линии, но тоа е приказна за нешто друго. Само да кажам, пред неколку дена, почитувани гледачи, излезе на фамозна информација дека сме најнесреќни во Европа како нација. Сите ние, освен Горан Мировски, ова ќе го кажам, затоа што Горан смета дека е среќен, па го подигнува малку просекот. Да кажеме причината, денеска земавме плата се и тоа е причина да се биде среќен. Да се биде среќен е причина да сте живи и здрави, е доволна причина да сте среќен. Но освен ова прашање, сосема случајно во еден разговор со професорот кога подготувавме емисија,
дознавме една многу поважна информација од него и би сакал да ни објасните, професоре, малку по-конкретно, освен што сме очигледно несреќни како нација со причина, на извесен индекс на глобално ниво исто така поменуваме многу лошо кога е во прашање квалитетот на развојот на децата и нивните способности, нивниот човечки капитал за во иднина. Можете по-конкретно да ни кажете за тоа? Светска банка изработува еден индекс на човечки капитал или Human Capital Report. Тој индекс се изработува така што се проценува какви ќе бидат перформансите на децата кои што се родени оваа година после 18 години кога ќе станат полнолетни. И тој индекс се изработува врз база на квалитетот на здравството, на образованието, на начинот на живот, квалитетот на живот во државата, проценките какви ќе бидат овие клучни ресори, образование, здравство, се додека тие деца наполнат 18 години. И ние сме на дното од Европа по индексот на тој Human Capital Report индекс. Нашиот индекс е 0,56 и Косово дури е пред нас, тоа има индекс 0,57 и сите останати држави од бившите југословенски простори се на тој индекс пред нас. Тој индекс е важен од многу аспекти, покажува дека нашите деца ќе, доколку не промениме нешто, а имаме простор да промениме во наредните 18 години и во здравството, и во образованието, и во квалитетот на живот и така натаму, да ги смениме тие перцепции, да не се оствари тоа што се предвидува во тој индекс. Важно е тоа затоа што покажува дека нашите деца, доколку остане така, ќе имаат најмали перформанси после 18 години, најмалку ќе можат да придонесуваат во економијата од сите останати земји, најмалку да креираат најмал бруто домашен производ, да имаат најмалку иновации и едноставно за нив да бидат оставени работни места кои што се трудово интензивни работни места. Овие индекси ги гледаат и големите светски компании кои што одлучуваат и каде да инвестираат и во која земја каква форма на бизнис да остварат. Трудово интензивните работи се најмалку платени работи. Тоа е физичка работа. Тоа е физичка работа. Тие работи се и први работи кои што се застегнати и ќе бидат заменети од роботите, од вештачката интелигенција, затоа што во последните години вештачката интелигенција е во голем подем, таа ќе направи големи промени во пазарот на труд. За луѓето ќе останат само покреативни работи, работи во кои што нема толку шаблони, одредени практики кои што се повторуваат и тие се и поплатени работи, така што компаниите кои што разгледуваат што и каде да инвестираат не ги носат работите и бизнисите кај нас во кои што треба малце умствена, интелектуална работа кои што се и подобро платени и затоа е многу битно да се направат промени за да го подобриме нашите перформанси на тој индекс. Ова е многу важно прашање и многу ми е мило што го спомнуваме во емисијата, затоа што информацијата дека сме најнесреќни како народ, сепак ќе мислам во прашање перцепција во основа, бидејќи да се измери среќата или несреќата е според мене прилично невозможна мисија. Може да се постави перцепција, нели имавме перцепција за судството, перцепција за корупција и така натаму. На пример, ако ми дозволиш Драган, Финска на пример е меѓу државите кои се најсреќни на светот. Но во исто време во Финска има најголем процент на самоубиства. Да. И се тука малку е дискрепанцата е чудна. Но ова што го зборуваат тие е сосема нешто друго, се работи за параметри. Се работи за математика и е ужасно поразителна затоа што ние практично на светот со ваквиот начин на инвестирање во младината, ние нема на светот што да му понудиме. Ќе му понудиме како што велите физичка работна рака и ништо повеќе од тоа. Се работи за параметри кои што лесно можат и се мерат по одредени методологии, тие што они ги имаат, кои што се јавно објавени, според тие мерливи, чиста математика, според тие мерливи параметри ние се наоѓаме на тие позиции на ниски гранки. Ние сме на климатска, географска позиција многу подобра од Финска, имаме многу поблаги зими, подобри лета, по-сончево време, таму е поврнежливо, да речеме по-депресивно и малку апсурдно тоа што ние сме по-несреќни од нив. За жал, Џон Базов, овде сонцето е големо и кога неќе да заоѓа, меѓутоа од овие наши простори долго време, речиси векови луѓе се иселуваат, бараат подобар живот, подобри работни места на многу други континенти. Треба малку недостига ние да се организираме овде да ја направиме Македонија подобро место за живење. Ова е суштинското прашање за мене. Значи, има можност да се промени оваа перцепција и да се покачи индексот на human capital, на човечки капитал во наредниве години, со добра, претпоставам, политика на
некоја влада со добри планови, со добра инвестиција во образование, рековте, во здравството, во начинот на комуникација во општеството, можеме, значи, не е се изгубено. Од дното на оваа листа можеме да се качиме кон средина барем. Да, ние можеме да се качиме на таа листа, затоа што таа листа они сега пресметуваат ако школството кај нас остане така, образованието остане така, менталитетот остане така како што е правосудството, ако остане така како што е екологијата, ако остане таква, резултатите би биле тие. Меѓутоа, ние ако ги подобриме тие сфери, тие фактори, тогаш ќе добиеме подобри резултати. Ние можеме да го направиме тоа. Најбитен фактор таму игра образованието. Ние треба да го подобриме нашето образование, затоа што од сегашното образование произлегува какви ќе бидат идните архитекти, градежни инженери, лекари, суди, економисти, електроинженери и така натаму. Образованието е клучно и ние мора да го подобриме образованието, менталитетот кај луѓето дека треба да бидеме работливи, да не бараме брзи заработки, да се трудиме што можеме да научиме, често да учиме нови работи, затоа што и со факултетско образование, доколку во позавршување на факултет, на било кој факултет 5 години не се стекнуваме со никакво образование, ние се враќаме на ниво на средно образование, за уште 5 години ако не се стекнеме се враќаме на ниво на основно образование и мора континуирано да учиме и да се надградуваме. Професоре, пред да влеземе во она што ни е денеска примарна тема, кога зборуваме се разбира за IT секторот и за безбедноста на во овој сектор, морам да ве прашам, вие сте врвно образован и тоа во сектор кој што е исклучително добро платен на светско ниво и зборуваме токму сега за можноста на младите луѓе, вие сте се разбира сега професор и изграден човек, меѓутоа токму за вас е прашањето зашто вие не побегнавте на време. Со вашите перформанси можете да работите веројатно каде сакате по светот и да правите сериозни пари, не знам да користам така терминот, меѓутоа тоа е тоа. Па јас имав... Може би е тешко прашање. Малце е тешко прашањето, да, ја верував дека во Македонија е добра земја за живење, дека тука има простор за работење, дека треба да се остане овде и да се работи. Едно време пред 30 на години имав и јас некои идеи да емигрирам во Америка, меѓутоа се предомислив, не го остварив тоа, така што остана во Македонија. Тој облик некој на патриотизам, на здраворазумство, на што? Или се заедно се спои? Па се заедно, многу. Бидејќи зборуваме за работа која што во возможува, вие може да бидете со ваша работа секаде во светот. Има многу фактори кои што влијае на тоа. Сега сметам дека особено во IT секторот може и од Македонија многу добро да се работи и да се живее, особено со поинтензивната користење и примена на интернетот последните 25-30 години, практично за IT секторот се отворени вратите и портите кон цел свет и од Македонија. Било што може да се работи од Македонија, исто како да сте во странство. Тука пред се мислам и на развој на апликации, развој на софтвер, може да се работи се од Македонија, да се праќа преку интернет во странство, одржување на IT системи. Така што особено секторот за информатика, во секторот IT и информатика не гледам од финансиска гледна точка причини за иселување од Македонија. Сега многу луѓе кои што се од тој сектор, кои што се добро платени, за жал се иселуваат од Македонија не поради финансиски причини, туку поради други причини, не задоволство од функционирање. Системот не функционира, тоа сме го функционирање во системот. Например, нешто со даноците имаш, им се зголемуваат даноците на приходите на тие фриленсери, да ги кажам, луѓе што работат без работен однос, нели, на договор на дело, на некакви на фриленсерство. Имаше обиди за зголемување на персоналниот данок. Персоналниот данок кај нас е 10%, имаше обиди за зголемување на данокот на 18%, доколку се зема некоја плата поголема од одредена вредност. Тоа не би требало да биде така, затоа што негативно ќе влијае на IT индустријата, а ние можеме да ги зголемиме даноците, меѓутоа нема да бидеме конкурентни, затоа што со околните земји, ако се споредиме, тогаш ќе видиме дека ние плаќаме едни од највисоките придонеси. Македонија е земја што плаќа највисоките придонеси споредено со останатите 6-7 земји од Балканот и земјите од Западна Европа. Ние правевме и некои пресметки така што дополнително зголемување на персоналниот данок уште повеќе ќе зголеми таа разлика и ќе станеме неконкурентни. А инаку и со тоа што се плаќа 10% персонален данок во апсолутен износ, тие
лица што земаат и поголема плата, плаќаат поголеми износи, не е исто 10% на 90.000 денари и на 20.000 денари. На 90.000 10% е 9.000 денари, на 20.000 е 2.000 денари, така што... А голем дел од луѓе работат од дома, не прават никаква штета за државата, никакви трошоци не прават и само одеднаш вие го зголемувате дупло тоа што треба да го плати на државата и навистина е логично луѓето да се иритираат и да... IT индустријата може многу лесно да се премести од едно на друго место. Може да се премести компанијата во Бугарија, во Косово, во Србија, таму е 10% персоналниот данок, така што доколку... Па ќе го изгубиме и тоа што веќе го имаме. Ќе го изгубиме и тоа што го имаме, да. Професоре, вие се реков меѓу другото и експерт за IT безбедност, тоа е многу важно прашање, особено видовме колку е важно неодамна кога хакери, луѓе од црниот дел би рекол на интернет пространството влегоа во системот на ФЗО и практично го блокираа, таму остана десетици, веројатно стотици илјади адреси на луѓе, приватни информации кои што беа. Не, Драган, милиони, колку 2 милиони, колку се осигуреници 2 на милиони ФЗО. осигуреници. Стотици илјади, можеби милиони, не сакам да вакво. Сите податоци наши што сме осигурани, не знам колку се осигурени во Македонија, милиони 500.000 сигурно се. Сите податоци се таму. Сите луѓе се осигурени по некој основ и навработените се осигурени преку агенција за вработување, пензионерите се осигурени, децата преку нивните родители, така што има многу мал број на луѓе што не се осигурени. По некаков информација, тој имаше зборот информација дека ФЗО е хакирана од одредени анонимни непознати лица во секој случај и потоа се барани веројатно средства, па тоа отворено беше кажано од власта дека отворено се барани од нив средства, некои велат во биткоини, значи сериозни средства за да го отклучат, за да го вратат во функционирање, покажа колку сме ние ранливи како држава на сериозни удари во IT секторот. Вие сте велам експерт за тоа прашање и би сакал можеби врз база на овој проблем што сите го видовме, а сигурно ги има и повеќе, да ни објасни што точно се случува во тој систем и како е возможно, еве јас на пример како човек што не знае, како лаик бев изненаден колку е слабо нивото на заштита на податоците на граѓаните на Македонија. Очекував дека некакви луѓе како вас, не знам, луѓе седат некаде во некакви маси и тамо све контролираат, прават, заштитуваат, блокираат, а всушност се покажа дека не е баш така. Информационите системи еволуираа многу последните 25 години и тие од затворени информациони системи кои што беа достапни само во рамките на организациите или компаниите се отворија спрема интернет и сите услуги што ги даваат, тие информациони системи станаат достапни спрема интернет. Интернетот во ваква форма како што е со некои помали или поголеми разлики од 1969 година, доста е стар да речеме, со поголема популарност доби после World Wide Web сервисот што беше развиен 1989 од Тим Бернерс-Ли, потоа се развија првите браусери и така натаму, меѓутоа неговата поголема популарност е последните 25 години и огромен е бенефитот од користење на интернет. Значи информационите системи се отворија према интернет, сите услуги што тие ги даваат према своите корисници станаа достапни преку интернет, најпрвим преку компјутери, преку браусери, во поново време со развојот и на смарт телефоните станаа достапни и преку интернет и тоа од една страна донесе до големи бенефити, меѓутоа од друга страна ги зголеми опасности, затоа што информационите системи и достапот до нив станаат достапни од илјадници километри далеко од било која точка на земјината топка. Така што со отварањето на информационни системи, нивниот развој, достапност преку интернет и дигитализација, во паралела треба да се оди и со информациона безбедност и со заштита на информационите системи. Нападите се огромни, може да се случуваат од разни групи или поединци со различни мотиви, од политички мотиви, финансиски мотиви или од чиста љубопитност, меѓутоа достапноста на услугите на информационите системи преку интернет и дигитализацијата, доколку не е пратена со информациона безбедност, ќе не одведе кон сигурна катастрофа. Во случајот со Фондот за здравство се спомна во јавноста дека се работи за ransomware напад. Тоа е еден... Што значи тоа? Рансом е откуп. Ransomware е барање на откуп за декриптирање на податоците. Напаѓа во овој тип на напад, на компјутерски напад, се криптираат податоците на жртвата на нападот, се заклучуваат со криптографија која што со информатички средства не може да биде отклучена доколку не се знае клучот.
Доколку се користи, например, 256 битна криптографија, бројот на можни комбинации е 2 на 256. Тоа е со бројки изразено 1,15 по 10 на 77. Значи бројот на комбинација е со 77 нули. Тоа не е возможно да се пробива. Тоа е практично бесконечно затоа што Па не е бесконечно, ама оди и баре. Многу блиску до бесконечно. бесконечност врз база на тоа што може да се процесира и да се направи со денешните компјутерски системи. Например, најбрзиот суперкомпјутер во светот извршува 10 на 18 операции. Значи на него му треба 10 на 77 поделено со 10 на 18, тоа е 10 на 59 секунди. 10 на 59 секунди или у години е поделено со 31 милион секунди има во една година, значи 10 на 50 години. Тоа е далеку подолго време од постоењето на универзумот кој што постои 14-15 години. Значи од информатичка гледна точка тоа не може да се бесконечно. Да. За да се утврди, на пример, нападот во ФЗО, ние треба да имаме суперкомпјутер кој што е 1000 пати посилен од тој што би бил измислен за 100 години. Сега вака карикирам, ама од прилика невозможно е такво нешто. Практично со информатички средства е невозможно да се пробие таа шифра, затоа што за да се најде таа шифра треба со така наречена груба сила или brute force да се испитаат сите можни комбинации, 2 на 256 можни комбинации. Тоа е огромна работа и не е возможно да се испита, така што не може да се пробие таа шифра. Кога ќе се исклучи таа можност, се разбира, останува или да им платите на тие што бараат откуп, така, или да речете во ваши раце сме што сакате правите. Или има и нешто трето. Па тука има неколку варијанти. Најдобрата варијанта е доколку дојде најдобра варијанта е да се системот да се штити да не дојде до напад. Сега тоа е сосема друго да, прашање. и најзаштитените системи во одредени случаи може да се случи некаков напад, затоа мора да има планови за информациона безбедност, како да се штити бизнисот, да се имплементира така наречена архитектура на информациона безбедност која ќе обезбеди континуитет на бизнис операциите. Може Љубо да ни го објасните малку попрактично, бидејќи во теорија љубовта убаво звучи, малку поинако е во пракса. Значи да, заштита на информации и на физички лица, претпоставувам, и на компании, на државни институции, меѓутоа вие велите системот е така направен бидејќи се отворени сите кон интернетот, што речиси не постои совршена заштита, но Да. постои веројатно подобра од таа што имаме сега. Не постои совршена заштита, но можат да се имплементираат многу механизми кои што ќе ја зголемат безбедноста и во таков случај еви кога се случил нападот и кога податоците се криптирани, тогаш најдобрата можна варијанта е од бекап на податоци да се реконструира целиот систем, да се Ако имате бекап. Ако имате бекап, ама Ако немате, И тоа е, професоре, се извинувам, клучното прашање. Јас не можев да поверувам кога ги слушавме објаснувањата од владата, од Фондот за здравство, Министерство за здравство, дека таква институција каде што се собираат податоци од, рековме, 1,5 милион, 800, не знаеме, огромен број, најголем дел од населението, да вие немате бекап. Јас сега повторно лаички. Бекапот на тие податоци претпоставам дека не е поголем од 10 тера, еден таков хард диск, нели, се продава за 1000 евра, значи 1000 евра нека е. Зошто некој претходно, таму веројатно има паметни луѓе во Фондот за здравство, компаниите кои што работат со нив на одржување на мрежата на серверот, тие исто така се исклучително паметни луѓе. Зошто некој не ги земал сите податоци и да ги стави на еден хард диск, на 2, на 3 резерви да има и да ги става, да ги заклучат у сеф, никој да не може. Зошто тоа не е направено? Не можам да разберам. треба да има политики, стандарди и процедури за информациона безбедност. Политиките треба да кажат дека одредена институција ќе се грижи за своите информациони системи, да кажат што ќе се направи доколку не се почитуваат тие политики за информациона безбедност, потоа да бидат предвидено стандарди. Во тие стандарди дека ќе се прават офлайн и онлайн бекапи. Битни се офлайн бекапите. Офлайн бекапите се направени на мемориски капацитети кои што не се поврзани на информационите системи. И не може никој да влезе таму. И доколку некој го нападне и навлезе во компјутерскиот систем, не може да ја криптира таа база, затоа што таа е офлайн и во моментот не е поврзан. И тие офлайн бекапи треба да се чуваат и на друга географска позиција, на друго место. Значи Фондот за здравство би можел тие офлайн бекапи да ги чува во Скопска подрачна служба, која што и не е туку далеко од централата на фондот, можат да речеме најмалку еднаш неделно да ги снимаат тие податоци на некакви екстерни уреди, да ги однесат, да ги чуваат таму и доколку се деси некаков таков инцидент, доколку се компрометирани тие онлайн бекапи,
тогаш може да ги вратат податоците од тој офлайн бекап и максимум би се изгубиле податоците од една година. Инаку за такви големи информациони системи сега постојат, не сега, тие се и одамна веќе развиени технологии на виртуализација, каде што машините се наоѓаат на виртуелни системи. Практично целиот оперативен, тоа се виртуелни машини, оперативниот систем со целиот апликативен софтвер или база на податоци или било кој друг на софтвер е виртуелен и он се наоѓа во еден файл или во неколку фајлови. И бекапот на таквите машини се состои во тоа да се копираат тој еден файл или тие неколку фајлови и практично рестор би значило само да се копира тој файл од еден на друг компјутер и многу брзо би се вратил системот во функција доколку се користи виртуализација. Повторно ова теоретски убаво звучи, меѓутоа колку е тоа реално остварливо во нашите околности. Вака ми делува компликувано како што го кажувате. Дали е тоа? Мене напротив. Имаме еден, не знам, облак ли како го викаат, клауд, нели? Каде што се ставаат сите податоци, ќе ми исправи се го грешам. Тој облак правам копи пейст на компјутера што правим и го ставам на друг клауд. Баш кај што може да стаи рекове претходно на некој хардвер, некој... Има софтвери за виртуализација. Тие софтвери за виртуализација и не се нови. Тие постојат и, да речеме, над 25-30 години. Еден од попознатите е VMware. Понатаму има Open Source 7 Proxmox, австриско-германски софтвер. Па има Дали Zen. се скапи тие ужасни? Тие Proxmoxот е бесплатен софтвер. Тој не е скап. Значи тоа се инсталира на серверот и он ви овозможува на еден физички сервер вие да инсталирате повеќе виртуелни машини. Оперативен систем, подесени сите системски софтвери што треба да функционира одреден апликација, дали независно дали тоа веб апликација или десктоп апликација, база на податоци и така натаму. Сите подесувања се прават во таа виртуелна машина и таа виртуелна машина на дискот на реалниот сервер е снимена во еден файл и да се бекапира таа машина се копира само еден файл. Дури постојат и софтвери кои што без да се гасат тие виртуелни машини, додека се они во рантайм мод, додека се живи, додека се лайв, додека работат и ги обслужуваат клиентите, можат да бидат копирани. Значи не треба никаков даунтайм или застој или системот да се гаси да се прават тие бекапи. Зошто, професоре, никој не го направил ово фондот за здравство? Прашање ме вака. Професорот очигледно не бил вработен таму. Да. Меѓутоа, добро, тоа што се случи со ФЗО се Драган, случи. извини, инсистирам на одговорот. Зошто не го направил никој ово ФЗО? Сега вие не сте таму овластен, меѓутоа најобичната логика вели дека некој мора да направи една од овие можности за бекап, за поддршка. За бекап треба да се размислува менаџментот на било која институција, па и на Фондот за здравство, како едно од клучните прашања треба да размислува за информационите системи за бекапите на податоци најмалку. Затоа што бекапот е прва работа што треба да биде направена, а позади неа може да се направи, треба да се направат и многу други работи за заштита на информационите системи. Меѓутоа бекапот е, како да кажам, тој е неопходен, тој е клучен, затоа што и физичките лица дома на нивните битни податоци што имаат слики, видеа од роден ден или било какви прослави, па ги чуваат на неколку места, а камоли податоците од една институција. Така што менаџментот и раководните лица на било која државна институција или компанија не можат да кажат ние не сме информатичари, не се разбираме, правници сме, економисти или било што друго. Нас таа работа не интересира. Значи мора да се размислува за тоа. Сега малце проблем е во државните институции што таму речиси нема функционален сектор за информатика. Сите луѓе што беа во тие сектори за информатика вработени, во најголем дел од нив напуштија, отидоа во банки, осигурителни компании и голем број на приватни компании, така што Тука повлекувате голем број прашања, професор, морам да кажам. Но само сакам да го промена малку прашањето на Горан, бидејќи ова со ФЗО не смееше да се случи, но се случи. И кога веќе е така, свршен чин. Другите институции, колку и да ги има во Македонија, сите се, теоретски барем, под истата закана. Па и ФЗО, откако е поправен, така како ги спасиле податоците, гарантирали некој дека повторно нема да му се случило. Зарем тие работа, Драган, да не направиле сега бекап. Затоа што оние професионалци што го прават тоа, зборуваме за хакерите кои што напаѓаат. Ако зеле пари, како што се зборува во кулуарите, веројатно ќе учат за месец дена зашто не го направиле истото. Ќе ви блокирам платете ми, ако не. Никаква гаранција нема дека тоа нема да се повтори. Информационата безбедност се базира на три принципи. Има доверливост, достапност
интегритет на информационите системи. Доверливоста е нарушена ако неовластени лица пристапуваат кон базите на податоци, достапноста ако информациониот систем не е достапен за корисниците и интегритетот е можеби еден од најопасните. Тоа значи дека неовластени лица што немаат право на ги менуваат, бришаат или додаваат податоците. И тоа тоа се случува очигледно. Па ние сега според тоа што го знаеме за Фондот за здравство немаме информација дека дошло до нарушување на интегритетот, на доверливоста најверојатно дошло, меѓутоа достапноста сигурно беше нарушена затоа што информациониот систем над 20 дена не беше во функција. Значи тој не беше достапен за своите корисници. Вработените во секој информационен напад на информационите системи носи до финансиска загуба. Овде 20 дена вработените на Фондот за здравство не можеа да работат. Значи тие одеа на работа, земаа плата, меѓутоа не можеа да ги извршуваат своите обврски. Не работат. А стотици илјади милион, како што вели. Дополнително здравствените организации не можеа да ги извршат сите своји функции, матичните лекари не можеа да пријавуваат пациенти. Може да препишат лек. Лековите ги препишуваат затоа што за среќа рецептите не одеа преку Фондот за здравство, туку останаа во мој термин, иако се менуваше еден закон таму, они сакаа да ги земат, што беше исто така погрешно решение. Направен е мој термин и преку него веќе Управата за електронско здравство управува со здравствените податоци, рецептите, упадите, боледувањата, сите функционираат преку мој термин и среќа е што рецептите не беа преземени од Фондот за здравство, инаку проблемот ја беше многу поголем, немаше да може да се препишуваат рецепти. За луѓе кои што тоа им е нужно, ќе беше страшно. Добро, но второто прашање што го закатнавте самиот професоре, рековте од државните институции се заминаа голем број на IT експерти. Од друга страна, опште впечатокот, или може би само мое, поправете ме ако грешам, дека во Македонија огромен број на луѓе се префрлија токму во IT секторот, затоа што е податлив, луѓето веруваат дека лесно се влегува во таа приказна, релативно со неколку семинари, со неколку одења на, како се викаат тие, на курсеви, станувате IT експерти, потоа работите, земате пари. Јас имам впечаток дека секој трет во државава е IT експерт и се нешто работат, нешто заработуваат, се фала дека супер и моди, а вие велите ги напуштија државните институции, зарем не може да најдат нови, не знам. Оглас сега, јас ова го апсолутно лаички ве зборам. Информатиката и преку интернетот овозможува да можат работите да се работат од Македонија за било која земја во светот, за било која компанија од светот. Работите се извршуваат преку интернет, доколку се работи за одржување на некои информациони системи, тоа се прави од тука преку интернет. Софтвер исто така може да се изработува овде, да се праќа во странство за било која земја. И сега кај нас проблемот е тоа што останатите плати во останатите сектори се многу пониски од развиените земји, од Америка, Канада, Западна Европа, Австралија и така натаму. И во информатиката беа платите пониски, меѓутоа тоа што се овозможи да се работи преку интернет создаде можност, а таму платите се многу повисоки, создаде можност тие компании или институции од западните земји да дел од своите работи ги извршуваат во земји како што е Македонија и да заштедат во средство, да дадат пониски плати отколку што би платили за тие услуги таму во нивните земји, меѓутоа да дадат нешто поголема плата овде со кое што луѓето би биле пресреќни. Така што за еден лице со високо образование во државна институција, доколку платите што се предвидени се 30 до 35.000, веќе во IT секторот, затоа што Запад платите се даваат по 5-6 илјади евра или долари и така натаму, па за поквалитетни луѓе и повеќе, и за нив е исплатливо да дадат во Македонија 2000 или 2500 евра или долари за некој лице да работи, а истата работа може од овде да ја извршува. Така што затоа голем број луѓе, бидејќи информатиката овозможува да се работи од Македонија, се преквалификуваат и поминуваат во IT секторот. За тие што не се IT лица, што немаат факултети од областа на информационите технологии или компјутерски науки, да се од други професии, најлесен влез во IT светот е преку тој така наречен quality assurance или тестирање на софтвер или пак графика, веб дизајн, изработка на веб. Но тоа се разбира нема врска со заштита на безбедноста на системите, тоа нема шанса. Тие се многу покомплицирани работи. Тамо треба да се знаат многу повеќе работи, да се разбираат оперативни системи, мрежи, бази на податоци, така што тоа се многу покомплексни работи и многу луѓе кои што не се од IT секторот, тие влегуваат во други сфери кои што се многу полесни, да речеме, за нив треба помали разбирање на тоа како функционираат. Да, ја би се вратил, ако ми дозволите, на безбедноста на
податоците, особено кај институциите, зашто лично за нас секој од нас си решава дали ќе купи антивирус програма, дали ќе направи бекап на некој друг компјутер или на не е важно. Мене ме интересира, ова Македонија со фондот за здравство е според мене само врв на сантата мраз. Ние претходно имавме ситуации каде што наводно грчки хакери влегува на страната на Министерство за образование, чина во 2 наврати, во МНР ми се чини дека имаше исто така блокада и тоа се вака бенигни работи, да речеме влегне стави некоја порака политичка или не е важно. Но имавме ситуација, ова сега не знам колку беше официјално објавено, Министерството за земјоделие исто така со денови, да не речем со недели, беше под блокада и тоа во моментот кога требаше да се исплаќа субвенциите за земјоделците, па имаше некои шпекулации дека можеби се менуваат листите на земјоделци, дека се додавани, одземани и така натаму, никогаш тоа официјално никој не излезе. Претходно имавме на друга ситуација во Државната изборна комисија, падна системот, сега не знам јас повторно не раз. Да, тоа е Сакам да кажам, ние се соочуваме како систем информативен институционален со сериозен проблем и ова не е еден инцидент, ова е цел систем кој што очигледно дека не функционира. Ние сега имаме околу 1500 државни институции и 85 општини во кои што секторите за информатика или ги нема или се прилично слаби, таму постојат некакви субстандардни, да ги наречеме систем сали. Сали во кои што има некакви сервери кои што обслужуваат некакви бази на податоци, апликацијски сервери, оперативни системи и така натаму. И за нив не се применуваат многу слаби стандарди или политики и процедури за информационна безбедност. Оперативните системи не се надградуваат, базите на податоци не се надградуваат, апликацијските сервери никој не ги надградува, антивирусни дефиниции не се имплементираат, фајерволи. Ама како така не се, професоре, како тоа не се надградуваат? Зарем тоа не се подразбира, не? Па тоа се подразбира, меѓутоа доколку нема луѓе што можат да го прават тоа, едноставно грижата за таа работа се намалува. Нема човек што се грижи за таа работа, нема кој да го направи, менаџментот можеби не е свесен, најверојатно не е свесен. Нова технологија е најбрзо растечка, најбрзо променлива, импулсивна, најенергична. Овдека буквално се подразбира, тој делот од нормалноста на вашите работни места, не знам само за вас се разбира, дека апгрейдот е апсолутно постојано неопходно, мора да се направи. Апгрейдот мора да се направи, мора да се следат форуми за безбедност на многу сајтови, особено во тој дарк веб, такви групи кои што се занимаваат со напаѓање и они разменуваат. Дарк веб? Дарк веб тоа е скриен веб кој што не се гледа, не е како нормалниот веб кој што ние го посетуваме секој ден, тоа е скриен веб за кој што за да се пристапи до него се потребни некои други програми, VPN и некакви програми, посебни браузери преку кои што може да се пристапи до него. Тоа е скриен веб и се користи. Така? Да, и тој се пред еден од нив е Tor, тој се користи за на дарк вебот има многу криминални активности, се разменуваат платежни картици, се продава оружје, се продава оружје, дрога, се разменуваат информации како да се напаѓаат оперативни системи, грешки кои што се откриени во одредени верзии на оперативни системи, на бази на податоци, на апликацијски сервери. Тоа е цела мафија практично. Да. И компаниите кои што ги прават тие производи, они прават така наречени апдејти, сигурносни апдејти за да се сервисираат тие багови што се најдени, кои што овозможуваат навлегување во информационите системи и вие треба од време на време да ги секој пат кога ќе излезе таков некаква сигурносна надградба да ја инсталирате за да спречите одредени напади, да не оставите можност да одредени неовластени лица навлезат во информациониот систем. Колку се постари верзиите на софтверот, толку е поголем бројот на багови што се објавени и можности за навлегување во тие информациони системи се поголеми. Состојбата со IT секторот во државните институции кај нас е прилично лоша, така што тука треба да се размислува за некои други решенија. Наместо да се градат 1500 систем сали во секоја државна институција и тие да не можат да се одржуваат, добро е да се направи државен дата центар и од него да се обслужуваат сите потреби на државните институции во Македонија, вклучувајќи ги и единиците на локалната самоуправа. Под прашање, ако се направи државен дата центар и во него биле податоците за сите 1500, како што велите институции или колку и да се во држава, нели постои можност добар хакер, добар
мајстор од дарк вебот токму таму да удри и потоа да ги има податоците за сите или тоа не е возможно? Информационите системи можат да се соберат во еден дата центар, меѓутоа тие можат да бидат на различни и физички мрежи и виртуелни различни мрежи, така што да не може да се пристапува од една на друга мрежа. Они сега можеме да ги замислиме дека 1500 како што се сега да ги собереме на едно место. Можат да бидат на различни конекции со интернет, различни виртуелни мрежи, меѓутоа таму би се преземале многу поголеми мерки за безбедност. Ние сега и во тие IT сектори во државните институции имаме и многу малце луѓе. Некаде има еден човек, некаде двајца, некој знае Linux, другиот знае Windows, третиот знае нешто од информациона безбедност. Така може да се соберат во една институција, таа би можела да се вика дигитална агенција, да им се дадат конкурентни плати со приватниот сектор и таму да концентрираме поголеми екипи, поголема група на луѓе што знаат Linux, што знаат Windows, што знаат информациона безбедност, бази на податоци, некои од нив ќе ги мониторираат тие системи 24 часа, ќе се направи распоред на работа 24 часа да биде покриено и ќе се имплементираат мерки за информациона безбедност, ќе се направи барем 2 disaster recovery центри надвор од Скопје. Дури Естонија е една од првите земји во светот која што е највеќе дигитализирана. Тие почнаа со процесите на дигитализација уште 2002-2003 година. Они го направија и првиот така наречена дата амбасада. Тоа е нивниот државен дата центар го реплицира во Луксембург. Доколку се случи нешто во Естонија, елементарни непогоди, земјотреси, поплави, пожари или било какви други елементарни непогоди, целата таа работа и услугите и према граѓаните и према стопанството ќе бидат обслужени од таа дата амбасада што е во Луксембург. Професоре, дали е точно дека Естонија како прва дигитална држава членка на Европската унија така се прогласи наистина многу високо ниво на дигитализација, дека испраќа своји експерти кај вас да ги учите на дел од овие проблеми за кои што зборуваме денеска? Тоа се малце да, и скромен човек ќе сакате да зборувате, но да. така се ние сме, јас сум акредитиран за обуки за KNX. KNX е доминантен стандард за автоматизација на домови и објекти во светот. Тој е применет во нас 100 земји и најголемите 500 компании во светот произведуваат интероперабилна опрема за KNX. Тоа е доста интересна технологија и е многу присутна последните неколку години, особено по поскапувањето на енергенсите и енергетиката, затоа што овозможува енергетска ефикасност од 60%, обезбедува зголемена безбедност на објектите и зголемен комфорт при користење на просторот. Таа KNX е европска технологија, најупотребувана е во Европа, над 60% од смарт објектите во Европа се прават со KNX и ние сме, јас сум акредитиран тренер и сме акредитиран тренинг центар за обуки со KNX. Така што името на компанијата која што го прави тоа? CompuNet Engineering. Имавме во јуни 2022 година и група од Естонија, што вака е добро за нас, бидејќи сме успеали луѓе од Естонија да дојдат на обука. Иначе Бугарија, Македонија, Косово и Албанија сите обуки за KNX ние сме ги одржувале, а 22 имавме јуни од Естонија, да. KNX е систем преку кој што вие може дома да платите помалку за струја, за парно, да имате контрола на мониторинг со камери, на пример, на дворот. Сега вака сакам да ги упростам работите и практично сите функции на домот да ги сведете на елементарно потребни и со тоа да штедите и пари, и ресурси, и енергија. Енергија во дом, во административен простор, државен или на компанија може да се штеди на многу начини. Според студии што ги имаат направено големи светски компании како Siemens, може да се заштеди 60% енергија. Ние во Македонија кога се зборува за енергетска ефикасност, претежно се зборува за пасивна енергетска ефикасност, за подобри фасади и подобри прозори. Меѓутоа има друга форма, да речеме активна форма на енергетска ефикасност, каде што ние можеме да го контролираме парното, во кој период, колку степени да биде, кога не сме во одреден период од денот дома парното да не работи. Потоа особено во државни институции кај што не се води многу сметка за таа работа. Доколку некој прозор се отвори подолго од 45 секунди или од 1 минута, а е вклучено грејењето или ладењето, да се исклучи автоматски тамо грејењето или ладењето. Попладне кога нема никој во работниот простор, грејењето или ладењето да бидат сведени на минимум. Светилки некои кои што се наоѓаат на одредено место, доколку нема тамо присутни луѓе да не светат. Ние дори имаме имплементирано и такви системи за автоматизација во објекти кај што нема ни еден тастер за
вклучување и исклучување на светлото, така што нема да може ни да се заборави. Сензори, Има сензори кои што мерат колкаво е нивото на осветлување, дали има присутни луѓе и автоматски се подесува. Светлото не мора да свети 0 или 100%, може да свети и измеѓу одреден процент, 10, 20, 30%, во зависност од тоа колку е потребно да се за да се добие одредено ниво на осветлување. Системот сето тоа сам го рачуна и сам го пресметува и ги вклучува тие светла со одредени актуатори на толку проценти колку што е потребно. Така што заштедата на енергија е дури до 60% и огромен број, на пример, има во светот огромни згради и проекти каде што особено последните години интензивно се имплементира оваа технологија. Да. Еден тизер пред рекламите. Очекувам по рекламите професор да ни каже дали постои опасност сериозна да хакерите кои што го нападна Фондот за здравство или претходно Државната изборна комисија или претходно земјоделие или образование да ги искористат потоците што ги добиваат од овие ransomware напади и утре некој да ми скрати од сметката кој што денеска е побогата, добивме плата, нели? Да. И ќе биде дали постои таква опасност да речеме. Ајде по рекламите. Овдека, значи, барам пауза за реклами и разговараме со професор доктор Орце Симов, IT експерт. Враќаме по рекламите. Продолжуваме со ултра интересниот разговор со професор доктор Орце Симов, IT експерт. Меѓу другото, Горан пред почетокот на рекламите загатна едно многу важно прашање. Па да, ме интересира дали луѓето што ги земале моите податоци од Фондот за здравство, на пример, се надам дека не виделе во сметката колку пари имам, да не се срамиме, нели? Твоите милиони, Горан, твоите милиони да не ги собрале. Да. Дали може утре некој да направи злоупотреба на тие податоци, зборам се за банкарските сметки, жиросметки од фирми. Имаше едни спекулации во кулуарите низ Скопје дека одредени хакери се обидувале преку пресретнати фактури да вметнат жиросметки кои што големиве компании потоа или помали, не е битно какви компании, ги плаќале, а всушност плаќале на некој друг. Колку се овие реални закани? Да се надеваме дека не ги земале податоците и немале јавно да ги објават, инаку навлегувањето во туѓи информациони системи може да биде од разни причини, може да биде од љубопитност. Некои незлонамерни да пробаат да навлезат да видат дали можат или евентуално да прочитаат некакви документи. После тоа може да биде од политички причини, некој да шири некаква пропаганда или страф и така натаму. Потоа може да биде од финансиска причина. Некој да навлезе во информациониот систем, да го блокира работењето на одредена институција или одредена компанија додека другите конкурентни компании работат, или пак од таму да земе некакви информации кои што би можел понатаму да ги продаде. Може да бидат, да речеме, доколку се земат податоци за картици за плаќање, тие може да бидат продадени на тој дарк веб. Вакви медицински податоци доколку се земат може да бидат објавени или пак институцијата или компанијата од која што се земени да биде уцената да и биде побарана одредена сума на финансиска средства за да не ги објават податоците. Така што во овој случај се надевам дека нема да дојде до или не дошло до превземање на податоците од Фондот за здравство. Но ово станува само надеж. А ако се случило? Тогаш чорва Македонче. Па, ако се случило, можно е да се објават некаде и да се појават или на Dark Web или на некаков друг сајт да се појават податоците за сите лица од Македонија, за нивни лични податоци и така натаму. Професоре, едно од најважните прашања за сите нас е ова што се случуваше последниве месеци, а запре на нејасен начин, именно постојаните дојави закани за бомби пред се во училиштата, во основните и во средните училишта, меѓутоа и во еден куп институции, не знам, во Мано имаше закани за бомби, по болници, по значи во еден куп институции, но пред се во училиштата, што е неверојатно страшно, затоа што децата постојано беа вадени од училишните клупи, си одеа дома, потоа работеа на не знам, преку онлайн и така натаму, што нема врска со реално образование. А зборот ми е, Министерството за внатрешни работи и министерот конкретно Олеј Спасовски постојано велеше таква е ситуацијата, не може да им се влезе во трага на овие терористи, како да ги наречеме поинаку, луѓе што ја малтретираат, дигитални терористи кои што постојано се закануваат со бомби, нешто што да сите ќе речеме најверојатно нема бомби, фала Богу што ги нема, меѓутоа никогаш не знаете.
толку не може да се најдат, повторно ова лаички ги поставиме прашање, толку не може да се дојде до тие ликови? Тоа е една од тие причини за напади, може политички причини или некои други причини да внесат страв во општеството, финансиски не чини исто така многу како што спомна и Горан за тие фактури што може да се заменат middlemen, так нефункционирање на сите тие работи чинат финансиски средства. Ова со училиштата нас финансиски не чини, затоа што кога ќе има дојава на бомба во некој училиште, децата сите си одат дома, не се одржува настава, тоа и дополнително го намалува квалитетот на нашето образование и дополнително ги влошува тие параметри за кои што зборувавме на почетокот на емисијата. Капитал, да. Сега не чини директно финансиски, затоа што таму полиција доаѓа со нивни вработени, па проверуваат, испитуваат и така натаму, а не чини индиректно, затоа што децата се здобиле со намалено ниво на образование. Сега се сетив и за еден податок, например во светот е истражено колку ќе ги чини децата што одеа на училиште 2020 година, кога имаше ковид и кога имаше онлайн образование. Се направија проценки дека тие лица што одеа на училиште и на факултет, основно училиште, средно образование и факултет 2020 година, затоа што имаа онлайн настава која што е понеквалитетна од остатната настава, во нивниот животен век се заработат 10.000 милиарди долари помалку. Боже ми. Значи тоа нефункционирање на нашето образование исто така може да се процени и тоа ќе чини одредени финансиски средства во иднина кога тие деца сега што одат на училиште ќе треба да работат. Значи финансиска штета тука имаме ние голема, а и директна и индиректна, а тоа како што е сега поставен интернетот е доколку тие лица што го прават тоа се стручни и малку од малку да се стручни, речиси невозможно да се открие кои ги праќа тие имејл пораки. Затоа што можат, сега во светот има повеќе системи што обезбедуваат високо ниво на анонимност и доколку они ги користат тие системи, не е можно да се пронајде пронаоѓачот, да се најде на кој ги испраќачот на тие имејл пораки. Потпрашање, зошто ова се случува најчесто во земји како нас, значи недоволно развиени и во оваа технолошка гранка, имено закани за бомби имате во Србија, во Босна, во Црна Гора, во Македонија, не знам во Албанија дали има, зошто нема во Германија? Не знам зошто нема во Данска. Ако никако не може да ги најдат тие луѓе. Како што е сега поставен интернетот, не се знае одредена имејл адреса кое лице ја има регистрирано и кој може да ја користи. Дополнително има мрежи низ кои што поминуваат тие реквести за праќање на имејл пораките, така што тоа не може да се следи. И од една страна ние имаме, поради ваквите работи, имаме некоја борба од државните институции да се намалува нивото на приватност на интернет, од друга страна пак имаме групи кои што се борат за приватност и прават такви системи кои што овозможуваат анонимност. Сега зашто во овие тука треба да се делува можеби на други начини, да се прави проценка на тие работи, кој би можел да ги праќа тие имејл пораки, каква е неговата причина за тоа, дали е политичка, дали е некоја геостратешка причина и на некаков друг начин да се доаѓа, дали се пари прашање, на друг начин да се доаѓа до информација кои би биле можни тие групи што ги прават тие активности. Инаку треба само да потсетам дека пред 5-6 години во два наврати во Германија имаше сериозни со помош на така наречен Тројан беше влезено во 1,3 телефонски апарати на претплатници на Deutsche Telekom, а претходно имаше еден голем скандал кога непознати хакери се уште влегува во фајловите на германскиот Бундестаг, на германскиот парламент. И што би требало да е доверливи, доверливи информации, тоа беше огромен скандал во Германија, че и во Германија се случува тоа. Да не збориме дека бизнисот со ransomware е огромен во светот, дека не се работи за 1, 2, 3, 5 групи, дека се работи за огромна мафија која што функционира на целата огромна топка и дека тој бизнис, да речам, капиталот го чини милиони. Тој го чини неколку илјадници милиарди долари годишно, а бизнисот со ransomware особено цвета во побогатите и во развиените земји, затоа што таму има и компании и институции кои што се подигитализирани, нивните информациони системи се отворени према интернет и дополнително располагаат и со повеќе финансиски средства така да можат да плаќаат откупи.
Така што Да, може да си дозволат. тие што се бават со ransomware, најголемите финансиски средства ги добиваат од поразвиените земји. Инаку секое пробивање на информациони системи чини директно или индиректно одредени финансиски средства. Ево, например, ние ако го земеме Амазон, најголемата онлайн продавница во светот, за 2022 година нивните приходи беа 514 милиарди долари. Тоа ако се пресмета дневно е околу над 1400 милиарди или околу 60 милиони долари на саат се нивниот промет, нивните приходи. Доколку нивниот информационен систем не работи само 2 сати, тие би изгубиле 120 милиони долари. Така што рековте дека околу мотивите зашто некој би влегол во некаков информативен систем, има некој рековте љубопитни. И се ми текнува на еден мој пријател Скопјанец кој што од време на време знаеше до пред неколку години да каже тој портал, тоа институција има глич или баг, да, тоа е баг. Глич или баг и тој сега ги поврзувам моменти и претпоставам дека тој од љубопитство си влегувал во системите и гледал колку е несовршен системот, дека најголем дел од македонските државни институции воопшто немале антивирус, дека воопшто немале никаква заштита на своите податоци. Да, има луѓе што навлегуваат од љубопитство, ја не препорачувам никој да навлегува ниту од љубопитство. Љубопитни аматери се тоа. Да не се користат такви пракси и практики, затоа што тоа и во Македонија е кривишно дело. Навлегување, неовластено навлегување во информациони системи е кривишно дело и мислам дека и со казна затвор од 3 до 5 години треба да се провери тоа. И сега само извинете, и тоа навлегување од љубопитство, иако не е злонамерно, не сака да направи никаква штета, можеби од ненамерно поради користење на некаков софтвер може да направи некаква штета, така што не е сигурно дека ќе помине само со гледање или на пробување на своите знаења. Но ова што ја тогаш мислам дека лаже, но ова што го кажувате сега испаѓа дека и тоа е можно. Но ова е побенигниот дел. Запревме кај многу поопасниот и именно вистинскиот канцер, овие што точно знаат што прават и бараат пари. Вие го споменавте Амазон, Джеф Безос е еден од 20 најбогати луѓе во светот и тој веројатно лесно може да си дозволи да даде 50 милиони долари откуп кога него тоа му е еден час работа на неговите компании, меѓутоа во земји како Македонија, каде што 10.000 евра се многу пари, не е тоа така едноставно. Ние не можеме да си дозволиме, вие велите силните светски компании или големите држави постојано се на удар, меѓутоа тие може да си дозволат, тоа нема да ни го почувствуваат реално. Причините за напади меѓу другото се и финансиски причини. Може да биде причина индустријска шпионажа, да се здобие некој со некакви истражувања на некоја компанија, со развој на некакви технологии, на вештачка интелигенција, на оперативни системи, на дизајн. Па тоа ние немаме тоа за да го правиме. За жал немаме такви компании, кај нас индустријска шпионажа не верувам дека се случува, пошто немаме некоја технологија во светот што е... Имаме една во Прилеп, добро, имаме. Да, имаме Микросам Прилеп, што е добра компанија што развива... Не, има и други, да, ама не е нешто на масовно, да речеме, високотехнолошки компании малку. Сега, кај нас може да, доколку дојде до напади, најчести се тие ransomware напади, да се бара откуп од компаниите и многу компании кои што не обрнуваат и многу не обрнуваат внимание на информационата безбедност, нивните податоци може да бидат заклучени, тие би требало да имаат, да применуваат одредени мерки за безбедност, да најпрви не да чуваат бекапи на податоци, тие бекапи на податоци да бидат на некои екстерни хард дискови, да не се приклучени на компјутери кои што се цело време на интернет, понатоа да му во зависност од големината на компанијата да има firewall е уред кој што се наоѓа на границата помеѓу локалната мрежа на компанијата и интернетот и тој го филтрира целиот сообраќај што влегува и излегува од локалната мрежа кон заштитна ограда практично. Тоа е заштитна ограда, тоа е огнен зид или заштитна ограда и он го мониторира целиот сообраќај и тој треба цело време, значи информационата безбедност не е плаќање one time fee или еднократен надомест, тоа е континуирана постапка, затоа што се развиваат во светот нови малициозни софтвери, нови вируси, нови тројанци и така натаму, и тој firewall доколку е поставен, тој за него е платен одреден временски период, тој да може да ги симнува антивирусните дефиниции, доколку помине тоа и временски период, а не се плаќа, тој нема да може веќе да ги симнува најновите антивирусни дефиниции, нема да ги може да ги препознава новите закани. Значи тоа е капитализам, така стојат работите. Ја велам само, не дај Боже,
да беше ли да биде нападнат фондот за ПИОН, за пензиско инвалидско осигурување, за тоа што 300.000 пензионери во Македонија кои што живеат чекаат да дојде први да земат пензии. Го прашање се не може да издржат 20 дена во држава пензионерите. И еден апел властите да повнимаваат. Таму е лошо не само за постоечките пензионери, туку и за сегашните вработени, затоа што таму се податоците сегашните вработени колку плаќаат придоноси за пензија, така што ако се изгубат тие податоци, како ќе знаете каква пензија ќе добивате? Да, нема да може утре да се пресмета кој колку стаж имал, колку пензија треба да земе и така натаму. Така да тоа е долгорочниот ефект. Јас зборам за краткорочниот, кај што луѓето ќе не може да се купат леп. За сите, Горан, ти наскоро ќе одиш во пензија. Ќе треба да размислуваш што се шегувам, Горан има уште многу до пензија. Последно прашање за оваа емисија, иако ве држиме за збор, професоре, дека ќе не дојдете пак. За личните податоци зборуваме на граѓаните, персоналните. Многу е важна и таа персонална заштита, затоа што на крајот на криштата и бомбите покажа, прислушкувани разговори беа прашање, меѓутоа покажа колку сте ранливи. Не сакате утре за утре некој да ви пробија во компјутер, имате приватни работи, приватен живот, приватни односи со своји пријатели, со сопруга, со сопруг, не е битно со роднини и така натаму, ваши средства, некој ви ги пробива и потоа ги злоупотребува. Да, и граѓаните имаат податоци кои што за нив се важни, некои има дипломска, магистарска, докторат на компјутерот, сите чуваме некакви слики од прослави, родендени, свадби, видеа и било какви други податоци, така што и граѓаните треба да имплементираат одредени мерки да применуваат за заштита на нивните податоци. Секој би требало неговите податоци да ги чува на некој екстерен уред, екстерен хард диск, кој што е надвор од компјутерот и од време на време доколку има нови податоци да прави ново снимање на тие податоци на тој екстерен хард диск. Понатаму треба да има активна антивирусна програма и да не плаќа некоја антивирусна со Windows-от, доаѓа Windows Defender кој што е бесплатен со самиот Windows, он си функционира и има одредено ниво на заштита. Не треба да се посетуваат сајтови со разноразни сомнителни содржини кај што најчесто тамо се поставуваат некакви малициозни софтвери кои што можат да направат некакви проблеми. Понатаму треба да внимаваме, треба да се препознаваат одредени екстензии на фајлови. Например, некој ви праќа некаков фајл и вика еве го документот што ви го баравте или еве вашата фактура, а тоа да биде некаква извршна програма. Извршните програми имаат .exe екстензија, тоа значи executable или извршно, а PDF-от има .pdf, Word-от има .doc и така натаму. Треба да ги препознаваме тие екстензии, дали е тоа некаква извршна програма, понатаму со торенти кога симнуваме разноразни филмови, многу често се случува на тој начин и се шират тие малициозни бекдор програми и рансовер. Додека симнувате филм, вие всушност симнувате. Додека симнувате филм, може да симнувате некаков вирус да ви каже еве сега доколку сакате да го гледате тој филм, треба да го инсталирате тој кодек. И всушност не инсталирате кодек, туку некаква малициозна програма која што може да биде ransomware, да ви го криптира компјутерот, или па некоја backdoor програма која што возможува преку некој сокет од надвор, преку клиент сервер архитектура, да се најави на тој сервис што е инсталиран на вашиот компјутер и да пристапи до целата фајлова структура и да може да ви ги земе сите податоци. Професор Роце Сима, ви благодариме за гостувањето вечерва, прилично стручно, меѓутоа многу корисно, ни останувате должен. Еве да ви кажам веднаш и за блокчейн и за криптовалути, сакаме да зборуваме со вас за дигитална трансформација на компаниите и така натаму, за сега ви благодариме и беше задоволство. Благодарам многу и на вас за поканата. Да. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Утре во 15 часа знаете репризно издание на оваа емисија, а јас ви посакувам пријатна ноќ.